Без единствената дама и без Буџаку, председателските претенденти ги слушаа и им ветија исполнување на барањата доколку бидат избрани на представниците на невладиниот сектор. Генерално за сите прифатливо е носење посебен закон за заштита од дискриминација. Против предрасудите, нееднаквостите за индивидуалните права, за правата на хендикепираните, на жените, а дел и за правата на хомосексуалците. Председателските кандидати беа дел од јавна дебата со НВО секторот околу заштитата од дискриминација. Со оваа тема се бавам веќе 20 години. Мојата прва книга е посветена токму на ова, цивилното општество, и успеав, кога се правише програмата на политичките студии, да го внесам како посебен предметот цивилно општество, за да се едуцираат сите политолози со сите вредности што ги носи ова концепција, која не беше туѓа во социјализмот. Мислам дека после Охридскиот рамковен договор, нов рамковен договор, може да се смета законот против дискриминацијата, кој што индивидуалните права ќе ги постави на вистина на вистинско место. Законот е во нацрт фаза. Најверојатно појавната дебата ќе притрпи одредени измени. Во собранието ќе се појави некаде во мај. Според Дружени Фрчковски има одредени слабости за кои укажала и Венецијанската комисија. Сакува малку повеќе памет на овие што го прават, малку помала себичност, консултација со експерти кои знаат, да го направат вистински да ја забранува дискриминацијата, да ја фокусираат вистински направат анализа кои фокус групи се жртви денешни. Иванов потврди дека негов бил предлогот секој трет кандидат на гласачкото ливце да биде жена. Бошковски, доколку станал председател, ќе направил женска дипломатија. 98 до 100% во дипломатијата би ангажирала жени. Значи тоа потврдувам, од 98 до 100%. Ова што го рече господин Иванов, не секоја трета, него секоја втора жена. Што е разликата? Зашто да биде? За правата на геј популацијата ќе се заложиле Бошковски и Фрчковски. Двајца од председателските кандидати денеска оправдано отсуствуваа од дебатата. Пред нејзиниот почеток, пред камерите, сите демонстрираа толерантност и срдечни ракувања.